говориме нешто повеќе за 48-то издание на Младиот отворен театар. Станува збор за фестивал кој што се одржува 48 години поред и секако ќе кажеме нешто повеќе за театарската представа Декамерон, која што всушност е на почеток денеска, со почеток во 20 часот започнува и со оваа представа се отвара и овој фестивал. Мој денешен гостин токму на оваа културна и убава тема разговарам со Русе Арсов. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро. 48-то издание на овој фестивал, како што и напоменав, се отвара со театарската представа Декамерон, токму овде во Младинскиот културен центар. За каков вид на публика е намената оваа представа, што е автентично за неа? Оваа година одлучиме да отвориме со македонска продукција, бидејќи сепак се работи за меѓународен фестивал и секоја сме среќни кога имаме домашни продукции кои што може да ги прикажеме пред меѓународната сцена, бидејќи сепак МОТ е меѓународен фестивал и го следат и други театри и држави. Горди сме на тоа дека имаме продукција која што може да го отвори фестивалот, а Мартин Кочовски е режисер кој што го следиме долго, но по некои мои истражувања 10 години била последен пат негова представа на МОД, така да почекам да видам одлично, супер екипа, супер се расположени и спремни за вечер и очекувам да видам секој што треба. Очекувам и јас. Овој фестивал Млад отворен театар трае од денес, 8 до 18 ноември. Што поточно ни нуди овој фестивал? Која е програмата? Нешто подетално да кажем. Па добре, во 10 дена, во 10 фестивалски дена имаме преку 30 на програми, од кои што 21 мислам дека беа театарски представи, но имаме и голем број на разговори, мастер-класи, работилници, така да ќе се обидеме се што можеме да дадеме као наш допринос во театарот во Македонија и да покажеме една малце подруг тип на продукции кои што не толку често се продуцираат кај нас, но секако она кое што го почнавме минатата година ќе го имаме и оваа година. Посебен блок посветуваме на македонската домашна независна сцена. Имавме повик за тоа и се пријавија околу 25 независни продукции. Успеавме да селектираме 6, кои што ги покажеме оваа година и тие трочлено жири ќе одлучува за наградата Биш. Наградата представува, тоа е награда за најдобра представа од селектираните представи. А наградата е копродукција со МОТ за следното издание на МОТ. Првата представа Декамерон ќе се одржи токму овде во овие простори. Каде се ќе се одржат другите представи? Дали токму овде или можеби има и други локации? И веќе кога напоменавте дека ќе има и работилници, ми се чини интересно, па да кажеме за какви работилници поточно станува збор. Фестивалот оваа година ќе биде распинат низ цел град. Значи, дел од представите ќе бидат овдека на сцените во Младинскиот културен центар, но ќе имаме представи и во Македонската опера и балет, ќе имаме и во МНТ, почнуваме повторно една супер соработка со Факултетот за драмски уметности, така да дел од работилниците и една продукција ќе бидат прикажани и на сцената на Факултетот за драмски уметности, театар, комедија, така да секаде сме. И имаме два проекта кои што се надвор од класичните театарски сцени. Едната представа е перформанс кој што е шетачки. Публиката ќе шета низ Скопје заедно со авторите на тој проект, а вториот е представа, е серија од програми кои што ќе се случуваат во железничката зграда, кај што таму се гради веќе еден голем перформанс. Оваа година МКЦ беше партнер на представувањето македонско на Квардиналето во Прага. Така да сега ќе го представиме делот со што тоа ние се представивме во Прага. Плюс доаѓаат и гости од Пражкото Квардинале и нивни куратори и уметнички директор. Така да ќе биде убаво.
Во однос на работилниците, го имаме предавањето и средбата со Душан Пернат, човекот кој што има преку 45 продукции на словенско младинско гледалиште донесено во Скопје, кој што ќе кажа своји искуства и типен трикс како една представа се продава надвор. Ќе имаме актерска работилница, ќе имаме голем број на стручни разговори, значи целата програма е посветена на фестивалот. На некој начин и едукативна ќе биде, да. За крај може да напоменеме нешто и за минатите изданија, пример дали имаше заинтересираност минатата година, имаше ли огромна публика, нови представи, работилници? Да, мото око има супер публика која што се обидуваме да негуваме континуирано. Ние се обидуваме да возвратиме со тоа што и за време на пандемијата не го стопиравме фестивалот и мод беше еден можда од ретките во светот театарски фестивали кои што се случија во таа прва година од пандемијата, веќе во втората година имаше други кои што се храбрија. Значи во пандемијата имаше многу. Цело време наоѓаме форми како да го држиме овој фестивал и неговиот континуитет, кој што цело време повторуваме дека ова е еден од ретките фестивали во Европа, кој што има 48 изданија без ни една година прекин. Се надевам дека ќе има уште повеќе изданија, дај Боже да се стигне и до 100 изданија што би се рекло и се надевам дека оваа година се ќе помине во најдобар ред и ќе има голем број на луѓе заинтересирани, односно голема публика. Се надевам, верувам. Благодарам уште еднаш. Фала и на вас. Дефинитивно интересна програма, богата програма нуди 48-то издание на младиот отворен театар, така да имате можност своето слободно време да го искористите токму и да присуствувате на овој фестивал кој што трае од денеска до 18 ноември и секако за потсетување дека со оглед на тоа дека од денеска започнува овој фестивал во просториите на Младинскиот културен центар можете да дојдете и да гледате извонредната представа Декамерон, која што всушност е представа полна со живот.